Во продолжение продолжуваме со една тема која што не е засега само женската популација, туку и машката популација, затоа што состојбата на проширени вени се јавува 25% кај женската популација, но 10% кај машката популација. Пошироко на оваа тема во однос на диагностицирање на оваа состојба, третмани, лекување, превентива и заштита, секако разговараме со доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Кратко најавив за процентот во кој што се јавува оваа состојба, меѓутоа, ајде да започнеме со првото и основно прашање. Како доаѓа до проширување на вените? Проширувањето на вените е мултифакторијално. Значи не може да се каже дека една единствена е причината која доведува до тоа. Најважно е генетската диспозиција, генетскиот фактор. Кај некој има предиспозиција да се развијат, кај некој нема предиспозиција да се развијат, меѓутоа покрај генетскиот фактор се разбира дека има влијание и многу други фактори. Од особена важност е начинот на живот, стилот на живот кај човекот, во делот на активитетот, движењето. Се знае дека долгото стоење, она што ги форсира, ги потенцира, ги назначува проширените вени, тоа е нешто што треба да се избегнува. Исто така, особено женската популација е поподношна, помеѓу другото и поради бременоста, поради гравидитетот, бидејќи во текот на бременоста голем дел од жените добиваат поназначени вени на подколениците, на нозете, и тоа е дел од природните, да кажам, процеси кои се случуваат во организмот, меѓутоа и механичкото оптеретување и лачењето на одредени хормони, естрогени во тек на бременоста доведува да после бременоста тие се поизразени од колку што биле претходно. Она што е многу важно е и што секогаш го советуваме, нормално дека на генетиката не можеме да влијаеме, тоа е наследство што го имаме од родителите, но можеме да влијаеме на нашиот стил на живот, можеме да влијаеме на движењето, на пешачењето, на некој начин зајакнувањето на мускулатурата на тие крвни садови. Исто така, она што треба да се каже, што важи за многу други болести, да се избегнуваат одредени ризик фактори, како што се пушењето, диабетот има свое влијание, треба да се контролира. Тоа се работи кои може да ги потенцираат проширените вени. Во оној момент, кога тие ќе настанат, сепак денес медицината има начин како да ги тие проблеми решава. Кои се симптомите при појава на проширени вени? Дали постои некоја возрастна граница каде што веќе започнуваат да се јавуваат? Симптомите, една предност која ја има генерално дерматологијата, меѓутоа во случајов може да се регистрира, да се видат со голо око, да се напипаат под кожата проширените вени, тоа се како топчиња или спакнати крвни садови задебелени кои се гледаат, или пак како мрежасти крвни садови кои се забележуваат под кожата. И секој од нас може да примети дека нешто што допред тоа го немало, сега наеднаш се појавило, заради тоа е прилично лесно за откривање од страна на самиот пациент. Симптомите вообичаено, значи може да се јави и оток, може да се јави и болка, меѓутоа тоа е вообичаено во понапреднатите фази на една, кажам, циркулаторна слабост на подколеницата. Она што најчесто се забележува, тоа е визуелното забележување на тие проширени испакнатини под кожата кои можат лесно да се напипаат, за разлика од проблемите кои се јавуваат во артериската циркулација, кои се проследени и со силна болка. Вообично овој дел од проблемите се асимптоматски, значи немаат некоја изразена симптоматологија. Меѓутоа, кога ќе се детектира, треба да се поиде на доктор, заради тоа што колку подолго ќе стојат, колку повеќе ќе прогредираат, тие си носат одредени своји ризици и за здравјето, и може да се јават одредени симптоми кои пред малку ви ги напоменав. Така, како може да најправилно да се диагностицираат, односно да се диагностицира оваа состојба проширените вени? Треба да се оние луѓе кои имаат проблем со проширените вени треба да побараат лекарски совет. И при тоа, при прегледот се може да се утврди и клинички, меѓутоа и со одредени други помагала,
Значи може да се направи доплер испитување на циркулацијата, да се види со ехо како стои состојбата, дали има одредена слабост во одреден дел од нивниот систем и така натаму, каде што се прави еден преглед на циркулацијата со една неинвазивна метода. Тоа е ехо. Ултразвук со кој се прави преглед на циркулацијата. Во одредени случаи, доколку се сомневаме на некои други циркулаторни пореметувања, треба да се направат и одредени испитувања, контрастни снимања на крвните садови, рентгенографски, и при тоа да се, доколку се сомневаме за нешто што е посериозно, да го упатиме пациентот на васкуларен хирург заради отстранување на одредените проблеми што ги има. Така да, во секој случај треба да се дојде на доктор, да се види за што се работи, да се направат овие исследувања по оценка на докторот доколку има потреба за тоа, и потоа да се делува тераписки. Кај по крупните проблеми може да се делува со инвазивни хируршки методи, меѓутоа денеска постојат на располагање и други методи. Тоа се начините за лекување, така? Да, постојат и други методи денес кај површните, покрај одна конзервативна терапија која постоела, да кажем, одамна и која е добро позната и која ја препорачуваме, тоа е употребата, значи, и на одредени помагала, како што се еластични компреси, еластични чорапи заради заштита на крвните садови, заради истиснување на некој начин механичко на крвта во циркулацијата, значи спречување од создавање на тие застои кои постојат. Се користат одредени медикаменти, исто така за подобрување на циркулацијата. Денес во поново време се користат и одредени ласерски методи за лекување на овие проширени вени на подколениците, проширени крвни садови, кои ние ги користиме кај нас во нашата болница. Се работи, значи, со ласерска енергија на уништување на овие површни вени. Значи, ласерот, како и сите ласери, вообичаено има некој медиум, во кој се абсорбира. Во случајот на васкуларните ласери, на оние кои ги користиме за третман на крвни садови, тие се абсорбираат од крвта, од хемоглобинот во крвта. И во моментот кога стануваат абсорбирани од хемоглобинот во крвта, тие крвни садови се затвараат. Значи, кај површните тоа се случува веднаш, а кај подлабоките потребно е одредено време да трае. Голем дел од овие процедури доведуваат до значајно подобрување на состојбата, значи исчезнување на огромен број на овие проширени крвни садови. Зборувам за помалите проширени крвни садови, како што се спајдер расширени како пајакови на мрежа по нозете, или средно длабоки, некои и средно големи крвни садови проширени. Кај најголемите и кај најраширените сепак се работи со други методи, тие може да се или склерозираат, или да се направи нивно механичко отстранување, заради тоа што тука ласерот не би делувал. Меѓутоа, кај овие површните ласерската енергија е сосема доволна да доведе до нивно затварање, да доведе до подобрување на изгледот, на физичкиот изглед, бидејќи особено во летните денови, кај што се оди со воз, со отворени чевли, каде што има една на некој начин влијае на изгледот, особено кај женската популација, тоа е отворен дел на телото, важно е како тоа изгледа, заради тоа може да се тоа успешно третира со овие ласерски системи кои се користат. Докторе, дали постојат одредени компликации кои што може да се јават при ненавремено превенирање на оваа состојба? Да, може да се јават, може да доведат до тромбози, до отоци на нозете, до појава на рани понекогаш по нозете, значи во подоцнежните фази кои доста тешко се затвараат. Сето тоа се компликации кои може да има инфекции и така натаму. Заради тоа треба да се делува превентивно, заради тоа треба да се влијае и со совети на начинот на живот, на начинот на исхрана, на сето она што има дополнително влијание. Како што ви реков, тежината е еден фактор кој доведува до силно оптеретување и на нозете, меѓутоа и на овој васкуларен систем кој постои. Одредени навики во животот, долгото стоење, отсуството на физичка активност, исто така се работи кои може да влијат, заради тоа треба да се советува да
се по-често се користат рекреацијата, начинот на исхрана да биде адаптиран, да нема преголема телесна тежина, сите они работи кои може да дополнително да ги потенцираат овие проблеми кои, пак ви кажувам, дека се дел кој го носиме како обележи, како еден генетски потенцијал кој секоја личност го има. Меѓутоа, ако се отстранат тие фактори и ако се делува на овој начин, како што ви кажав, со и конзервативни методи, и со лазерска хирургија, па и со конвенционална хирургија на одредени места кај што треба, тогаш може да се доведе до еден добар излет и да и здравствено немаат проблеми оние луѓе кои се засегнати од овој проблем, меѓутоа и естетскиот изглед да биде многу подобрен. Така, нозете се најчести дел каде што се јавуваат проширените вени, меѓутоа може да се јават и на другите делови на човековото тело. Кои се другите делови и дали е појавата на проширени вени иста како и појавата на проширени вени на нозете? Во сушност, проширените вени, кога зборуваме за проширени вени, мислиме за проширени вени на нозете. Меѓутоа, проширени крвни садови, независно дали се од венско или од капиларно потекло, може да се јават на било кој дел од телото. Значи, често пати ние имаме напукнати крвни садови на лицето, значи, ангиони, кои многу лесно се затвараат, кои представуваат естетски проблеми, меѓутоа многу лесно се затвараат, практично за разлика од венскиот систем, кај што треба повеќе пати, повеќе сесии од лазерски третмани за да се тргнат или да се доведат на некој минимум, бидејќи идеално 100% никогаш не може да се до крај тие затворат, бидејќи се многу. Овие промени кои се обично неколку, една, две или повеќе на лицето многу лесно може да се отстранат само со еден допир на лазерска енергија да исчезнат. Повторно ви кажам, преку тој механизам на абсорбција на лазерската енергија од крвта, од хемоглобинот во крвта, овој ендијак лазер кој ние го имаме, има таа способност да делува на затварање на крвните садови и ние го користиме. Може да се јават и на било кој друг дел на телото, може да се одредени други проблеми од васкуларно потекло, одредени хемангиомчиња и така натаму кои ги има по телото. Често пати со тек на годините се јавуваат така наречените сенилни ангиоми, како црвени точки по телото, исто така со потекло од крвните садови, кои многу успешно се затвараат или со лазерска енергија или со радиобранова аблација на промената. Тоа не представува опасна состојба? Тоа не е опасна состојба, тоа се за разлика од овие проблеми за кои претходно зборувавме, кои може да предизвикаат понатаму дополнителни проблеми. Значи зборувам за одредени тромбози и така натаму на венскиот систем. Во овој дел зборуваме само за естетски проблеми кои се практично само дел од естетиката, од изгледот на личноста и кои лесно се решаваат со еден третман, само со посета во дерматолошка амбуланта, со лазерска енергија се отстрануваат. Често пати, особено жените, прво што посегнуваат е по оние народни медицински, народни лекови, што се вика, масло од невен, облоги од зелка, нели, прикажувања од народите, од една на друга и често се обидуваме првен да го решиме овој проблем со употреба на тие народни медикаменти, да ги наречам, пред да отидеме во ординацијата кај дерматовенеролог. Колку можеме да се потпреме или можеме само да се залажуваме со користењето на таквите лекарства, да ги наречам? Се случува често пациентите да во оваа ера кај што се бара начини на здраво живење, на природен начин на третман на одредени болести, да се пациентите обидуваат на тој начин да ги решат проблемите, меѓутоа факт е дека тоа не е доволно. Јас не можам воопшто да спорам дека одредени кремови кои се за таа намена кои се продаваат денеска се бројни, имаат одредено помошно дејство, смирувачко дејство и нека се употребуваат. Меѓутоа факт е дека тие во голем дел од случаите не се доволни и дека ако упорно се инсистира на нив, а не се поминуваат оние други медицински процедури кои може да имаат на некој начин едно снимање, еден скрининг, дали некакви други проблеми има настанати поради тие проблеми што ги имаат пациентите,
на тој начин се и губи време и на тој начин наместо да се третираат работите порано се доаѓа во фаза која ќе треба да се третираат подоци. Заради тоа мислам дека независно од тој само третман или природен начин на третман кој е достапен со бројни препарати по аптеките и во други продавници, сепак треба да се појде на доктор, да се направат одредени испитувања, да се направи едно исследување на циркулацијата. Ако е се во ред, нема причина за загриженост, може да се третираат и со конзервативни методи, да се добијат и дополнителни лекови и лекарства од страна на докторот. И таа е хронична работа, трае со години, со успешен менеджмент или управување со таа работа може долготрајно да се функционира без некакви поголеми проблеми. Проблемите настануваат тогаш кога, ви кажав, ќе настанат одредени компликации, кога може да настанат и одредени отоци, слабост на циркулацијата, неподвижност на човекот, рани по нозете, така да одредени компликации во делот на тромбози, инфекции, така натаму, воспаленија. Сето тоа може да доведе до поголеми проблеми кои понатаму се решаваат на потежок начин. Заради тоа треба да се контролираат и заради тоа треба да има следење. Значи не да се дојде само еднаш во, не знам, во животот, да, имам проширени крвни садови, тоа е тоа, што да правиме, туку да се таа работа следи, има амбуланти кои специализирано работат со овие проблеми, исто така и тоа е нешто што е многу важно да се знае и дека за секој проблем има и начин на негово решавање. Така, доктора, само да појасниме дека во состојба каде што проширените вени стануваат посериозен здравствен проблем, се јавуваат и некои потешкоти, пецкање во мускулите, нозете, болно тежното одење, кажавте отоци. Тоа е еден начин на кој што не да се доведеме во состојба да дојдеме до таа ситуација. Повторно да ги повториме оние совети како можеме, нели, кажавте генетската работа, генетските предиспозиции не можеме да ги превенираме, така не можеме да влијаеме, меѓутоа можеме да влијаеме на начинот на нашето живење за да го спречиме проширувањето. Да, најважно од се кога ќе се регистрира таква состојба да се влијае на оние фактори кои можат да ја потенцираат. Ви зборуваме, значи факт е дека зголемената телесна тежина над просекот соодветен за одредена личност влијае како оптеретување на целокупниот васкуларен систем. И мора да се најде начин кога гледа пациентот дека тоа е нешто што му предизвикува проблем, не само на венскиот систем, целиот организам отежнато функционира заради таа работа. Значи не тоа е денес расчистено дека еден од најважните ризик фактори кои постојат, да се на тоа делува, да се тоа коригира. Исто така долготрајното стоење. Има човек кој работи цел ден со стоење или не знам, пациенти кои работата им е врзана со долготрајно стоење, кои не можат да седнат, кои не можат да се движат во тек на работното време, мора да ги користат оние слободни моменти за да може да се раздвижат, за да може тој васкуларен систем, на некој начин и таа мускулатура која тука го држи подкрепена да зајакне. Факт е дека колегите кардиолози советуваат пешачење, значи како една од најдобрите мерки за превенција на кардиоваскуларните болести и ние како дерматолози од аспект на таа слабост на венскиот систем на нозете советуваме да тоа се прави, да се редовно прави. Она што исто така го советуваме се понекогаш носењето на оние еластични чорапи кои ја држат компримирана, ја држат значи под притисок циркулацијата во тој дел, особено во оние езера кои ги прават застоите од проширените вени и на тој начин помогнуваат поради тоа што не делуваат доволно оние клапи кои ги има на крвните садови кои истиснуваат крвта да се потисне во циркулацијата. Се користат и еластични завои кои им се советуваат на пациентите да ги користат околу местото на кое е најизразен проблемот кој го имаат. Исто така се даваат одредени средства за подобрување на циркулацијата, кои тоа се таблети кои може да се примаат. Значи
начинот на исхрана се адаптира на целата оваа работа. Избегнувањето на пушењето како ризик фактор за сите овие оштетување на крвните садови и васкуларни проблеми. Сето тоа се проблеми кои може да се избегнат, може да се редуцираат и заради тоа е добро да се зборува со пациентите и од аспект на посета во медицинска ординација, меѓутоа и од аспект на ваков тип на емисии кои може да укажат што е она што треба да се избегнува, што е она што може да ни направи проблем, а што е она што може да ни помогне и покрај тоа што го имаме проблемот. Полесно да се справиме со проблемот кој го имаме. И најлесно советите кои што секако вие докторите ни ги давате за кога навремено можеме да превенираме и да ја спречиме, ако можеме оваа состојба, нели? Секогаш кога за сите болести тоа е универзално правило, штом една работа порано се примети, значи штом на време се открие, има начин како да се и третира, како и да се превенира нејзиниот натамошен развој. Заради тоа не треба да се чекаат ситуации во кои има и такви случаи каде дојдат луѓето во амбуланта каде што веќе има сериозни проблеми во циркулацијата, каде што се знае дека можностите да се тоа превенира се ограничени, дека тоа треба да се третира. Некојаш и со инвазивни методи, меѓутоа има случаи каде што тоа може да се направи навремено, каде што може да се дојде да се тие работи превенираат, особено во помладите години, заради тоа што проширените вени тие не се ексклузивитет само на повозрастните се волат и во помладите години, тоа што во тој период на животот најмногу често пати поминуваат незабележани, бидејќи динамиката на животот, она што животот го носи, не ни дозволува многу време да се занимаваме со сопственото здравје, што е погрешно, со некои проблеми кои ги имаме, ако се дојде на време. Значи може дел од тие работи да се со сите овие совети, со начинот, со пристапот кој го зборувавме да се намалат. Особена важност има таму каде што тоа предизвикува еден сериозен проблем и на социјалниот живот на пациентот и обично тогаш се решаваат, особено женската популација, заради проблемите во секојдневната комуникација. Ке дојде летно време, треба да се облече нешто кај што носите од половина на се голи и тоа се гледа. И тогаш вообичаено се решава да дојдат на доктори да се види што и како може да се помогне. Меѓутоа и без тоа треба да се знае дека што порано се почне со третманите, што порано се почне со терапија, превенцијата која се укажува, многу од овие проблеми може да се редуцираат. Имаме случаи кај што доаѓаат луѓе со натечени нозе со една елефантијаза која не може да функционира самата личност. Има начини како да се истисне таа течност таму, како да се на тоа делува. Сето тоа се проблеми кои се решаваат мултидисциплинарно дел, значи од работата и на дерматовенеролозите во амбулантата, и на васкуларните хирурзи, физикалните терапевти и така натаму. Значи заеднички сето тоа може да се решава и да се подобри состојбата. Иако се работи, како што и самите рековте, за многу честа работа која не може да се избегне во целост таму кај што има генетска предиспозиција, меѓутоа може значајно да се подобри таму кај што се делува на време. Жените се најзасегнати од овој проблем и жените први ќе ви се обратат за да се реши овој проблем проширените вени, не само од естетски, од социјален аспект, но што е со мажите? 10% од машката популација се јавува овој проблем. Дали се решаваат тие навремено да превенираат? Или малку е повлечена, нивниот однос е повлечен, или? Поретко од жените, меѓутоа и мажите го имаат тој проблем и често пати ќе дојдат во ординација не толку рано колку женската популација. Кај жените тоа обичаено, ви кажав, моментот на соочување со изгледот на тој дел од телото е нешто што ги тера да дојдат многу порано и да се решат дури за одредени, да кажам, методи за нивно отстранување. Кај мажите поради тоа што не е толку изразена таа естетска компонента таму, се решаваат подоцна. Дојдат вообичаено кога имаат поголем проблем. Кога почне болка во нозете, кога ќе почнат да имаат одредени проблеми во делот на отоци по нозете,
тогаш се решаваат да дојдат и за жал тога се среќаваат во некои понапреднати фази на еден проширен венски систем на нозете, кој е доста тежок за овие начини на третман кои ги изборувавме пред малку. Таму се применува кон други методи на терапија, но во секој случај тоа не е нешто што ги поштедува и мажите. Значи не се мажите на страна од целата оваа состојба. Треба да дојдат со време, исто така мој апел и до вашите гледачи, и треба да се делува на овие начини на кои ги зборувавме и преку советите кои ги даваме и со конзервативна терапија и со одредени процедури, неинвазивни и инвазивни процедури кои се прават. Мажите немаат различен венски систем од жените. Меѓутоа, во текот на животот на женската популација, овие фактори кои доведуваат до интензивирање на таа диспозиција се многу почести, заради тоа се случуваат и почесто, се разбира и заради самата физиологија на функционирање на женскиот организам и хормоналните влијанија кои постојат во текот на живот. Докторе, ви благодарам за овој обемен разговор. Мислам дека доста совети им дадовме на нашите гледачи во однос на оваа состојба, на состојбата на проширени вини. Се надевам дека навреме ќе послушаат пред да се доведат до онаа состојба каде што ќе биде потешко нели нивното излекување. Ви благодарам на поканата, со задоволство се озвав на неа. Секако дека сите овие совети се во функција на подобрување на здравјето на нашите пациенти, на вашите гледачи и на сите наши граѓани. Така, ви благодарам повторно.